Здраво, јас сум Александар Дадар, мејкап артист. Ке се обидам во овој YouTube туторијал да ви доловам еден интересен и едноставен секојдневен стајлинг. За долготрена шминка најважна е основата. Затоа прајмерот на Catrice ќе ни помогне лицето да биде мазно, без бори. Користиме течна пудра во две нијанси, потемна и посветла. Потемната ја нанесуваме на надворешните делови на лицето и посветлата ја аплицираме на средишниот дел на лицето и околу очите. Истото важи и за коректорот. Нанесуваме течен коректор по пределот околу очите, во средина на носот, Т-зоната, врвот на усните, а потоа камуфлаж кремот ќе ни помогне да ги сокриеме сите неправилности на лицето. Со помош на четка ќе аплицираме токму на точката која што сакаме да ја камуфлираме. Со оваа техника ќе добиеме фотошопиран изглед или безпрекорен тен. Нанесуваме хайлайтер во внатрешниот дел на окото, под вегите, јаболкниците, врвот на усната и во средишниот дел на носот. Ќе искористиме Absolute Matte палетата која што нуди повеќе основни бои. Започнуваме со белата сенка и ја аплицираме на оние места каде што пред малку нанесовме хайлайтер. Средни до темни тонови користиме на средишниот дел на окото, фокусирани према надворешните агли. Продолжуваме со црниот молив за очи, меѓутоа го нанесуваме така што внимаваме линијата да биде колку што е можно потенка и поблиску до трепките. За овој едноставен и природен изглед навистина се важни вегите. Токму поради тоа ќе ги дефинираме и ќе го доведеме фокусот повеќе на нив. Ги исцртуваме со помош на четчето за веги на Catrice, влакно по влакно. Значи ги имитираме природните влакна. Шминкањето на очите го завршуваме со нанесување на 2 до 3 слоја драматична маскара на Catrice, која што е со протеин од кашмир. Маскарата ја аплицираме од средината на трепките па нагоре. Не се обесхрабрувајте доколку сгрешите. Памучните стапчиња ќе ви помогнат во отстранување на вишокот на маскара. На устните нанесуваме балзам кој ќе помогне устните да изгледаат помеко, а потоа ќе ги исцртаме со молив кој што ќе биде во слична нијанса. И сосема за крај нанесуваме руменило за да го завршиме овој едноставен и нежен изглед. Овде ќе ве поздравам со надеж дека ви помогнавме и ви разрешивме неколку дилеми околу едноставниот изглед кога станува збор за природна шминка.